Луѓе, добре дојдовте во четвртото издание на Индирект. И ова е една од емисиите со гости за кои не ви треба посебна најава. Не ви треба дека дамата што е десно од мене има над 250 настапи во најсилната југословенска репрезентација, дека господинот до дамата има освоено олимписки медал во Монтреал 72, има освоено многу првенства, има играно со многу легендарни кошаркари. Се на се ги имаме во нашето студио легендите на македонската кошарка, Благоја Георгиевски Буштур и Стоина Вангеловска. Ви благодарам што сте тука во телевизија Нова. Со една мала исправка, само извини вака звате, 76-та е Монтреал. 76. Мислам, тоа лапсус се случува, 76-та беше Михен. Бев и на таа олимпијада, али ова е многу позната. Таа олимпијадата и да освоевте медал немаше да ве паметат, ки ги паметеа израелците и целиот тој. Многу близко бевме до нивниот павилјон и цел тој настан во живо ние го гледаме. Ајде да го раскажете еве на почетокот, бидејќи ова беше непланирано. Може, па добро, на кратко, само ќе бидам пократок. Ова ќе гледам во некој еден сат да ви го објаснам се тоа. Одеднаш влезе тренерот, помошниот тренер на репрезентација Новосад, вика нема излегување. А вие бевте во ист хотел или камп со Не, тоа се израелски? олимписко село со павилјони. Значи нашиот павилјон, ние кај што бевме на четврти спрат, гледаше во нискиот павилјон во кој што беа сместени израелците. И ние не знаеме што може да биде. Вика полека сега со мене само имате право малку да видите и да се вратите назад во собите. Тогаш видовме дека испред павилјонот на израелците имаше оној во униформа со шамија, со тоа стоеше наоружан. И тачно и видовме моментот кога го фрлија трупот на мешувалецот кој што го убија внатре во павилјонот. И тоа траеше ден-два, мислам, наредниот ден веќе вечерта дојдоа хеликоптери, ги дигнава од тука, сите ги зема да ги евакуираат и тие ден-два ние фактички со борни коли, камиони не носе, автобуси не носе на тренинг, за да не пропуштиме. Откога тие ги преселија на аеродром, кај што се деси сето на убивање, пукање и така натака, започна еден нормален живот. Меѓутоа, тоа е прва олимпијада на која што заедно во исто олимписко село се сместени и спортистите и спортисткините. Значи, ја сум го кажал тоа неколку пати до сега, тоа беше нешто што живот еден во тоа олимписко село идеален. Значи, све слободно, мислам, театри, кина, продавници, ресторани, значи, некоја замислена идеја на нешто најсовремено. И баш тој момент се деси тоа. Така да веќе наредната олимпијада 76 Монтреал беше блокиран нормално од обезбедување и не беше тоа чувство што го имаме ние во Минхен во првиот период дека не се десило. Во Монтреал се закитивте со сребро. Монтреал е значајната олимпијада за мене, финале со американците. Сребрен медал. Кога сме веќе кај успесите, Стојна, за вас има многу успеси. Вие сте наша најдобра кошаркарка во историјата на кошарката во Македонија, најдобра кошаркарка, да, на ниво на Југославија, капитен, така е, Буштур, фала ви многу за додавањето. И можам да кажам дека сте врвен тренер, докажано врвен тренер, но и кошаркарка која што без оглед на тоа за кој тим играла, де секогаш знаела само за успех. Ајде почнавме со Олимписките игри. Ќе ги напоменам летните Олимписки игри во Сеул 1988 година, каде што исто така се закитивте со сребрен медал. Интересно тоа е што имаше една доста драматично полуфинале. И тоа со Австралија, каде што извојувате победа и тоа во последната секунда. Мислам дека Анџели Арбутина. Ајде се наназад да се вратиме. Уште една олимпијада. Уште порано, така, добро. 4 години порано, каде што јас буквално учествував на 2 олимпијади, на 2 циклуса. Третиот циклус го започнавме и престана 90-тите години. На првата олимпијада влегов со 18 години, сега збориме за Лос Анџелес, 84 година, каде што таа година учествував на Европското првенство со јуниорската репрезентација. Бев капитен на таа репрезентација и го освоивме златото во Финска.
Ја на тоа Европско првенство бев прогласена како најдобар играч, најдобар плеймейкер, а најдобар центар беше прогласена од Звезда Загорка Почековиќ. Во програмата кој што има селекторите и тренерите, односно стручниот штаб, секогаш се предвидуваше 11 и 12 место да бидат резервирани за најперспективните играчи во Југославија. Значи, тоа и во машка кошарка исто беше. Па сигурно дека и во машка кошарка. И тоа значи негде околу 400-500 кошаркарки кои конкурираат за тоа 11-12 место. Со освојањето на златниот медал и прогласувањето, ја автоматски помина во сениорска репрезентација и отпатував на Олимписките игри во Лос Анџелес. Нешто ново, за мене ново, да играм со Пекич, играч кој во тоа време играше во Италија, Перазич, кој студираше во Америка и беше главен играч, носител на играта во сениорската репрезентација, Ѓурковиќ, која го освои среброто на Олимпијадата во Москва и уште плејада на кошаркарки, звучни имиња, кои што и така има што да се научи од нив. Најимпресивно нешто што ми остави на таа Олимпијада, иако јас не играв, можеби играв по неколку минути, но беше Шери Милер, кошаркарка од Америка, значи сестра на Реджи Милер, која што ми импресираше со низината игра. На самото загревање, она закуцаваше. Прв пат да видам жена која знае да закуцава. И тоа ми даде еден таков ветер во грб да можам, значи и невозможното да можам да го направам возможно. Значи во спортот е све возможно. Доколку верувате во тоа што мислите и доколку имате цел што сакате да постигнете во животот. На Олимпијадата во Лос Анџелес бевме пети, наредната Олимпијада во еден циклус од 4 години, каде што се направи одлична анализа. Еве гледаме неколку целиот фотографии. Ова фотографија е на Универзијадата во Загреб, кој што се закитивме со златен медал. Да, тоа е 87 година, една година пред Олимпијадата во Сеул. Ова е генерацијата на Накич, на Дорник, на Мујановиќ, на Арбутина. Така е, ова е таа генерација, спои на две генерации. На Квесич. На Квесич, на Дорник, Почековиќ, Мујановиќ, Олја Кривокапиć и јас доле сум. Така да Арбутина ја гледам горе, Накич и така натака. Значи, оваа репрезентација се спремаше 4 години. Со исклучок на една до две кошаркарки. Сиго Васоевиќ? Да, покојниот Васоевиќ, Лале Лучич и докторот. Значи имавме еден тренажен процес од 4 години. Резултатите наговестуваат дека на наредната Олимпијада ние можеме да очекуваме добар резултат. И тоа и се деси. На таа Олимпијада ние брилјантно одигравме секој напред, така да во полуфиналето, како што кажавте, игравме со Австралија, иако тремата беше на наша страна, искуството беше на наша страна, иако на еден турнир во Австралија ги победивме со 20 коша, но тоа не значи ништо кога се игра полуфинале и освојување на една медаља. И така да со победа од пола кош влеговме во финалето против Соединетите Американски држави, кај што знаеме резултатот 77-70, Ова е фотографија од славното време на Тикваш Флорида. Ова е на Олимпијадата, каде што веќе излагаме, да ги примиме медаљите. Јас сум прва капитен на репрезентацијата. Презадоволно едно патување во Њујорк, кај што не однесоа неколку дена. Прекрасни. Ова е играње за македонската репрезентација. Играв на 3 првенства за ветеранките. Тие двете првенства, светски првенства, беа едното во Америка на Флорида и другото во Нов Зеланд, кај што се закитив со бронзен медал. Бидејќи и Георгиевски Стојна игравте на бековските позиции. Каков плеймейкер беше Стојна Венгеловска од машки очи? Ја мислам, знаеме дека ја обожавам, дека тоа е мојата легенда спортска кошаркашка. Стојна можеше да направи што сака. Знаете, у времето кога Дражен Петрович правеше што сака, направеше у нејзе време што сака. Така да, воопшто не е ни чудно што не беше капитен и најдобар играч на репрезентацијата. Штета што после тоа се деси тие настани со бивша Југославија и се растури таа концепција на репрезентацијата, иначе онака имаше уште многу медали и многу успеси. Заспивам и си велам, утре ќе дадам 48 коша. Кај Стојна не беше толку проблемот, кај мене беше проблемот на кошеви. Стојна беше организатор на играта, она ја држеше целата игра. Она на сето тоа мораше да даде и кошеви. Така е. Значи, треба да има целата игра во рака
плюс да даде коши да се доведе над преварот до победа. Многу потешко не него ли кај мене и ротацията игра и у клубот игра играчи вонсериски, кој што многу ми помага. Така да она беше стварно Има посебна права тежина спортска самото легенда. место плеймейкер, секој не може да игра таа улога. Многу добар играч. Тоа е позиција која што Ова се веќе Најтешка фотографија од позиција, работнички 74-та година од златните времиња на Така. клубот од Ајде Градски благо е да парк. се вратиме малку во тоа време, вашиот клуб работнички. Ајде да започнеме со мечот со словенскиот клуб Олимпија, кој представува еден вид пресвртница за вас, односно одскочна даска, каде што покажавте сјајни резултати и со 14 дадени коша го решивте надпреварот во ваша полза. Да, вака точно е 9 коша даде во продолжението, Аха, 9 добро. коша, меѓутоа 9 пресудни. И тој е некоја стрекна околност, нели вика секој има свој 5 минути, ја тогаш добив мои 5 минути, бидејќи сите играчи испаднаа со 5 пенали, немаше фактички кој да влезе, мора ја да игра. Значи, тренерот Лазо нема ни знаеше тога каде тоа ти како се вика, шеде вика. Влезе вика внатре вода. Нема кој да игра. И во тие 5 минути, не знам како ни јас, успеав да направам прво, ја играв 4,5 минути, успеав да направам 5 фаули за тие 4,5 минути, меѓутоа и да постигна 9 пресудни коши, над прво заврши со таа разлика 105-96. Значи во продолжението иначе претходно работнички на тој надпревар Его Лечич, Георгиевски, Цветковски, Боцевски. Да, тоа е ова Таа генерација. селекција. Да. Ама од тогаш Лечич ве поставува во првата петорка токму од тој надпревар. Затоа бил он- пресуден на некој начин. Лазо многу има влијание. Започнале сите други да ве гледаат со Лазо други има очи. ова големо влијание во однос на мојот успон кошаркашки секако затоа што веќе на наредниот надпревар во Задар ме стави уште од почетокот на надпревар да го чувам Џерџа. Џерџа светска легенда е ова. И ја доста добро ја одиграв таа моја улога и ги победивме полакош. А И тоа таа победа многу значеше. Меѓутоа да е интересен настан во однос на тој надпревар, значи изненадување, резултатски голема победа, победа не Задар во Задар. И се враќаме со вас, пошто тогаш немаше ова 2 дена патувавме од Задар до Скопје. И Лазо во вагонот не дели премија на играчите. И вика, ти 30.000, ти 30.000, ти си јуниор, кој 5.000, 30.000, 30.000. И тоа сум го запамтил. Меѓутоа понатака веќе голем потек беше што ме зема во младинската репутација. После 2 надпревари. А вистина е ли дека Лечич ве проверувал цела екипа во 10 часот навечер да провери дали сте легнати? Па добро, сакате да ви кажам. Имам една анекдота, дека еднаш ве фатил случајно. Да. Како се враќате од клуб и Да, значи Лазо ви ја скратил имаше платата тоа, цел да, Лазо месец. имаше Ве тоа. казнал навистина Да, строго. Лазо имаше тоа навика и јас доста млад, агресивен, не пушев, не пиев, апсолутно. Меѓутоа сакав да идам по дискотеки. Значи енергијата да ја потрошам и бидејќи во Панорама горе имаше дискотека и јас после вечерата отидов доле со еден мој другар беше диџеј и си седам и играм. И го видов како влегува. Ај викам да нема проблеми, јас се наведнав и он пошто е многу висок и гледа, се врати назад и 12 сад, викам ај сега ќе си идам у соба, пред соба седнат на столица. Ја го гледам. Ноги ми се пресека. Што сега ќе се развива? Каде беше? И викам од дискотека, лажеш. Не лажам, викам од дискотека, те видов. Кога дојде. Зашто не ме излажа да кажеш дека психички шеташ, се припремаш за надпреварот? Како да те лажем? И така, вториот ден кога идеме на надпревар, он ме зема кола, вика, слушай, ова каздата твоја цела хранари, се сеќам, 40.000 денари. Вика, нема да важи ако победите. И ако победите, сите играчи ќе добијат по 50.000. Ја идам на играчите, капитан. Тоа беа многу пари во тоа Тоа време. беше сепак пара. Идам да знаете, вака, ај не верува, тоа не се смета. Кабе Лазо. Па мене така ми каже, викам, па сега вие мислете. И ние победивме, и сега он доаѓа, јас сум тука прв, али он трга од левата страна. И сега доаѓа до мене, на сите им дава по 50.000, стварно, тоа е истина. И доаѓа до мене и он мене ми вика, ти мене ме кошташ 90.000. Значи, казната и хранарината, вика, 90.000 ме кошташ, кога да даваше негови пари.
Али, добар, Лазо беше гениалец за тие работи. Тоа се за Гениален. вас најубавите кошаркарски спортски моменти на кои со драго срце веројатно се сеќавате. Стојна никогаш од меморија нема да го избриши Европското првенство во Кадис, кога официјално беше прогласена за најдобар плеймейкер на тоа првенство. Освоивте и златен медал тоа беше. Токму така. На тоа првенство го освоивме сребрениот медал во Кадис. Никош нема да заборам, иако не знаев, нити ми паѓаше на памет дека можам токму јас да бидам прогласена, но очигледно дека тренерите ги гледаат работите од свој аспект и видоа нешто дека во текот на целото првенство имаме еден континуитет во играта и се одлуча токму за мене да бидам јас најдобриот плеймейкер, што беше едно посебно ми беше драго признание, затоа што во тој период каде што бев созреана како кошаркарка, веќе напунив 23-4 години, искуството е веќе зад мене и мислам дека во право време дојде тоа лично едно признание кое што ми даде уште дополнителен мотив да продолжам и понатака да работам и да играм. Иако морам да кажам дека не било све сјајно во спортот, па и во животот, имаш и падови, имаш и добри моменти, има и лоши моменти. Јас секогаш се трудам да и вложувам многу во себе да поразите да бидат многу мали, за да не влијаат во понатамошниот развој мој, во тренерскиот развој поготово сега. Како тренер и така да мислам дека во тоа добро успевам. Затоа што ако се вратам наназад во наредните неколку години, многу мал број се на тие порази кои доживеав, победите се многу поголеми. И мислам дека тоа ме радува и ми дава мотив да и понатака продолжам да работам. Дисциплинирана сум. Не, целата посветена цел живот до сега на кошарката. И затоа се сите тие нејзини успеси. Да не ме сватите погрешно, во едно интервју велите заради кошарката не успеав да основам семејство. Па, знаете како, јас можеби се имало простор и време, кога би можело и тоа да се направи, да биде составен дел од животот, но во периодот кога се кршиш и кога треба да одлучиш дали едното или другото, јас се одлучив за кошарката. Затоа што во времето во кое живеевме во Југославија требаше да бидеш максимално посветен на професијата. Немавте лето, немавте одмор, немавте... Потпишувавме договори кои тие договори нас не обврзуваа. Значи, самата држава вложуваше во тебе. И она тражеше максимално да бидеш посветен на тој систем во кој живеевме. Од 4 години, например, ако потпишав. Значи, ја во тој период ја морав да бидам посветена на работата која работам. Значи, влегувам во една матрица и во тој циклус од 4 години ја имам 2 европски првенства, едно светско првенство и олимпијада. И јас кога влегов во таа матрица, јас повеќе не можев да излезам. Значи влегов во тој циклус од 10 години кај што тешко се излага. Затоа и резултатите довагале, не е тоа случајно. Затоа и резултатите довагале. Ти се на припреми по 100 дена во годината со репстација збор. Така е. Значи, автоматски повраќање од тие припреми и од завршување на првенството се приклучуваш, кој веќе ги почна припремите во домашното првенство и така тоа владее со години. Ајде, во вториот дел од разговорот ќе се насочиме и кон актуелните теми. Тука пишува предлог на селектори и тренери. Така е, да. Така веќе си избрана за селектор на младинската женска сето тоа кошаркарска ќе го разговараме после Ќе имаме прилог. рекламите. Реклами. Во ред. Ајде. Елит Стейкхаус, омилено место за љубителите на гастрономските задоволства, каде секој оброк испреплетува живописна низа од чувства. Менито нуди избор за сечи вкус, а врвот на задоволствата се вистинските американски бургери, стекови, ребра, пилешки крилца, ракчиња, во кои крцкавото се меша со сочното, миризливото со вкусното, послужени по теркот на најлуксузните ресторани во светот. Првиот стейкхаус во Македонија, во склоп на хотелот Елит Плаза до универзална сала во Скопје. Елит Стейкхаус. Ве очекуваме. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет.
Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен и во форма на гел за локална употреба. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Дојде пролетта, пристигнаа на смевките. Време е за поточиња! Најновото издание на вашиот омилен детски фестивал Поточиња на 8 и 9 април во Македонската опера и балет. Представите се од 11, 13 и 19 часот. Билетите се во продажба на билетарата на МОБ, Југотон и касата на Универзална сала. Бидете дел од најубавата детска приказна. По рекламите еве назад во студиото го продолжуваме разговорот со нашите кошаркарски легенди. Со нас е Стојна Вангеловска и Блага Георгиевски Буштур. Ајде малку да поразговараме за она што следува. Напоминавме пред рекламите, Стојна, избрани сте за селектор за младинската женска кошаркарска репрезентација М16. Веќе во тек, односно следува период на селективни тренинзи кои што треба да се реализираат, каде што треба да се одлучи кои се оние кошаркарки кои што ќе влезат за да се борат за место во Европското првенство кој што ќе биде кај нас во август. Селективните тренинзи веќе се започнати. Првиот е одржан, во наредните 2 недели треба да се одржи и вториот селективен тренинг за 2 генерации, М16 и М18. И после тој селективен тренинг ќе се направи еден поширок список на кошаркарки кои можат да влезат, околу 30 на кошаркарки, кои можат да влезат веќе навидум во тој список од 15-16 кошаркарки кои ќе ги започнат припремите почетокот на јули. Јас ја добив довербата од Кошаркарската федерација на Македонија да видам. Заслуживте довербата. Добро, се служам, ја добив и морам да кажам искрено да видам пред се и размислував долго дал да прифатам селекторската функција затоа што знам колку треба да се вложи во овој период кој доаѓа, иако јас веќе почнав дома програмата полека да ја спремам, да се спремаме за ова европско првенство, затоа што дополнителен притисок ќе биде и самото првенство што се одржува кај нас во Македонија, во Скопје, и мислам дека не можам со сигурност да кажам дека ќе направиме некој голем резултат, но сигурно сум дека ќе направиме еден исчекор во женската кошарка, затоа што ако се вратиме наназад 2 години, со челните луѓе на федерацијата се направи една подолгорочна стратегија. Женската кошарка доби третман, конечно го доби третманот, и веќе мрднавме од мртва точка. Тоа е многу добро. Што значи веќе 2 години поред имаме континуирани надпреварување за М16 и М18, и во еден период, во еден подолг период, мислам дека треба да очекуваме позитивни резултати, како што се деси во Србија. Србија поминаа 10 години, каде што стана европски прваци и трети на Олимпијадата. Колку труд е потребно да се вложи? Колку години континуирана работа со една екипа за да се оформи квалитетен тим? Многу добра, ме радува една работа што се направија реформи во спортот. Благодарност до владата на Република на Македонија што отвори академијата, што во академија се запишуваат деца на таа возраст, кое што и јас лично работам во академијата како тренер. Тие се на 13-14 години, каде што уште не се оформени како личности и треба да се насочат на еден прав пат, каде што во еден период од 4 години можеме да очекуваме нешто од тие деца. Ако на тоа се надоврзиме дека и федерацијата вложува со пријавување на континуирано учество на европски првенства, Агенцијата за млади и спорт,
изнајде сили да направи голем број на сали низ целата Република на Македонија, тогаш радува фактот и ми дава за право да мислам дека во еден период можеме да очекуваме добри резултати во женската кошарка. Ако со тие деца работиме правилно и правилно ги насочиме, тогаш тие деца можат и во животот утре не само да бидат пропратни во спортот, него да очекуваме дека тие деца утре ќе заминат некој во Италија, како што и веќе заминаат кошаркарки во Италија. Може да очекуваме дека ќе останат кај нас, каде што се надевам дека во еден период ќе се подобрат и условите за работа во нашите клубови, каде што тие деца посебно ќе им се обрни внимание на таа индивидуална техника, каде што во академијата ние веќе работиме Така, на индивидуални фундаментите на кошарката, кои што се многу битни во кошарката. Тоа е кошаркарската азбука. Мислам, тоа се битни работи, кај што на тие деца мораме да ги насочиме. Тоа значи дека шутот мора да биде под 90. Па не само околу 90 степени. и шутот, движење на топката, агилност, И со збор. Пристапот. така е, многу работи, баланс, многу работи, многу елементи се Стигнале ли битни. некогаш еден на еден против посилниот пол, против Буштур, например, или Књазев? Јас против Буштур немам играно, но имам тренирано со работнички, со генерацијата кај што беа Књазев, Воиновиќ, и во една прилика имам играно баскет и со него и со некои кошаркари кои ми испровоцираа да играм и мислам дека победникот добро се снајде во таа игра еден на еден со нив. Буштур, се извинувам вака што ве ословувам, господина Благоја. Добро, вие пред некој месец бевте избрани за подпредседател на Македонскиот олимписки комитет. Што значи за вас оваа функција? Што представува? Одговорна работа е? Да, мислам сепак да си на таа позиција би годи апсолутно. Меѓутоа, уште повеќе, значи кога во целата акција бидам вклучен потполно. Се уште, тоа е многу рано, веројатно, овие 2-3 месеци, да зборам за некоја активност и така натака. Меѓутоа, дека престои пред Олимпискиот комитет еден нов циклус, Олимпијада, а највеќе изградбата на... Вие бевте знаменосец на Олимпијадата во Атина, ако не се лажам, 2004. Заедно со Стојна бевме. Она беше техничко лице, ја бев ова... И престои изградба на домот на Олимпискиот комитет на олимпизмот. Тоа ќе биде вака за нас една поголема акција, а нормално дека поресетот тоа ќе се посвети на обезбедување на спортисти за норми за наредната Олимпијада. Значи тоа е една посериозна Веќе долги години сте условно надвор од кошарката и како играч и како тренер. Бевте и селектор на македонската репрезентација, го паметиме и поразот од Финска кога водевме на полувреме со 18 коша, на крајот изгубивме и тоа не чинеше пласма на Европското првенство. Ви недостасува жарот кој што го носи паркетот? Да тренирате, да... Веројатно со годините тоа полека, значи, ова се губи. Има доста млади тренери, со поголем мотив. Па добро, го имавме и Драган Раца. Па добро, и Раца е млад тренер, само погрешен избор по мене. Апсолутно млад тренер. Не знам, тоа изборот си го направи раководството. Сакам да кажам дека кошарката е спорт во кој што треба да се внесеш ако сакаш резултат целиот, како тоа што е случај со Стојна. Значи, ја мислам дека во овие години има многу поинтересни занимливости и акции. Иначе, секоја сум со кошарката, ја и вчера го гледав дербито, МЗТ работнички. Бевте еден од 298 луѓе во публика. Добро, сакам да кажам дека тој квалитет на кошарката некако континуирано сега паѓа од тој момент на блескавиот успех. Да си вередниве колку 6-7 години. Добре, тој задачеве на Стојна и раководството од федерацијата, а во тој праве сигурно дека Олимпискиот комитет максимално ќе помогне со одобрување и пратење на програмите кои ќе бидат оставени, така да... Како и до сега, да. Одлични соработки имаме. Да, очекувам дека значи мора да тргне од ова, како што рече, Стојна мртва трка, посебно во младите селекции.
Треба да се работи на младите во младите селекции, да се насочат, како што каже и обезбедување на Стојната. услови, обезбедување на селекции, на тренери, усовршување. И тој проблем е кај нас актуелен. Со тренерите. Иако сте во зрели години, некогаш ви се случува да доиграте партија баскет со старото друштво? Рекреативно, да се соберете да одиграте. Вака, последните 3-4 години немам одиграно. Меѓутоа, искрено да кажам, се плашам. Се плашам од тоа што сето тоа го знам многу добро, али треба да го изведеш, треба да го реализираш. И во таа желба може да направиш нешто што телото не може да ти го прати. Тој случај внукот кој има 7 години, ако не се лажам, Внука. внуката треба да ви каже: "Дедо, те молам, покажи ми ја финтата која што сум ја направил." Ама внуката сега да танцува, Злате, На така ли? американецот Не со лага. Тениса, Четврта. тренира тенис, така да она има апсолутно генио, синот мој и од мене и опасно. Не е лесно во спортот, тоа е дефинитивно, можеме да го заклучиме. Да играш и кога си повреден и кога имаш температура, тоа не е непозната страна во спортот. Сакам да ве прашам како вие сте се чувствувале во такви моменти на теренот и како сте се охрабрувале да издржите до крај? Предпоставувам имало и моменти кога не било се сјајно. Па Во сега, физичка смисла. да. Нормално е, јас за себе можам да кажам дека благодарение мојата физичка припрема и мојот тренинг ја скоро и да немам некоја сериозна повреда во мојата кариера. Сте играле со температура? Да, тоа се нормални работи. Температура, зглоб, исчешен со заврзе, со завоите, зајде добро. И со добро. 40 температура? Знаете како на прсни, со на прсни прде болката влезе игра и продолжи. Сега се разгалени спортисти. Сега јас се чудам стварно отсуство од 3 месеци, од 6 месеци, од месец дена, 4 надпревари. Ја не памтам да сум ова отсуствувал од надпревар во текот на првенството. Не. Добро, ама затоа сега па во академијата се пружа на тие кошаркарки кои ќе се запишат, прво имаат правилна насока, работат, значи секој ден и се тера да доколку настанат некои проблеми посетуваат нутриционисти, педиатри, психолози, така да се обрнува едно посебно внимание на кошаркарките. Не се оставаат сами на себе. Значи се прават да се добри кошаркарки, прави борци, професионално да се И ние посветат. сме имале лекари тогаш исто, доктори, секој екип Да, имаше. да се посветат Дојде, на буште прсни, кошарката. тргни. Добро, друго било во тоа време. Да, Знаете сега како, сега малку талентот е 20%. Сега. По мене, моje мислење е дека другото е све работа. Макотрпна работа. Ако работиш вредно и си посветен на работата, на било која работа, ќе имаш успех. Исто е и во спортот. Така, во спортот може би најмногу се одразува А сето за тоа. мислењето за тренерите, тоа заборив преска да го кажам, потребен сега од аспект на тренер која гледам, пошто сум била тренер и во ЦСКА и надвор, и таму имам резултати постигнато. Забележителни, мислам дека потребна е кај нас во Македонија едукација на тренерите и размена на искуство помеѓу тренерите од другите држави. И да се прифати тоа што е успешно, да се спроведе во нашите клубови. Мислам дека тука фали тој еден сегмент помеѓу тренерите. Ако се Може сака, би ако куќата на се кошарката работи, ќе го има во предвид и тоа, па ќе Па во Кошаркарската федерација на Македонија мислам се дека луѓе, председателот ни е бивши кошаркар, светски кошаркар со врни резултати, генералниот секретар Моника Гавриловски исто така. Значи, познати две личности владеат во кошарката, кои доста добро ги знаат проблемите во кошарката и мислам дека и нивното размислување во права насока исто како и моето. Значи, работите веќе се размрдани и многу внимание се посветува на младите категории. Едукација нивна и се вложува во тие млади категории. Што не може да иде тоа така брго. не може брго, како што кажавме, мора Јас тренинг, кажам дека Треба време да пройде. Треба да пройде циклуси додека Така. дојде некоја селекција која ќе покаже што е работено до тогаш. Така, не се прави Значи, врвен тим преку ноќ. У еден циклус Така е. Потребни се услови затоа што кога ќе излеземе да играме во Европа или кај нас со екипи од Европа, Тогаш ние ќе- мораме со исти аршини да излеземе на терен. Значи истите услови ние да ги имаме тимска како што ги работа имаат тие. и посветеност. Така е, Еве така што е. значи посветеност, домашната работа, односно работните обврски да ги носите и дома Така и ги земам секаде со вас. мене, да.
Така е, не, тоа е Сенатор до еден 16, дел од не програмата. кажувам. Еден дел од програмата што имам поднесено до стручниот совет. Тока се работи за селекција М14, каде што се предвидува во текот на една надпреварувачка сезона да се одигра 4-5 турнири. Едниот го државме во Скопје, а останатите 4 се планираат во внатрешноста на Македонија, источна и западна Македонија и централна, да се одржат затоа што перспективата е во тие младите деца. Јас таму видов квалитет, Од Лос Анџелес вие ова искуство кое што го применувате, имплементирате во сегашното работење? Мора да се прати нивниот развој. Јас почнав да го пратам и нивниот развој, така да мислам дека во еден период со неколку турнири, приклучување на систем на надпреварување и од тие деца можеме да извадиме квалитет, каде што утре ќе чукнат на вратата на сениорската репрезентација. Треба да се направи детален план и детална програма за да се има успех. Во секоја работа е така. Ви благодарам што бевте во Индирект во телевизија Нова. Ви посакувам прво здравје, а потоа и успех во работата. Знам дека ако сме посветени и ако ги имаме сите услови за блиска иднина, ќе ја видиме новата Стојна Вангеловска на македонските терени. Здравје Боже и новиот Благоја Георгиевски буштур. Ви благодарам што секогаш сте расположени. Благодарам си да вас за поканата, исто така. Фала ви на Стојна Вангеловска и Благоја Георгиевски буштур. Одиме со реклами и се враќаме со најновите вести на телевизија Нова.